не зема е во воени овие, поново шинелите, алишта, све ни ваде, стерилизација ни правише војската. Косата на сите проверка за вошки да немаме, а јас не дадо пак да ми се сече косата, долга коса име, чиста бе. И така, од таму после не пројде во Каспицко море. Во Каспицко море со брод не вадат после на другата страна, во еден голем ресторан. Тука ни направија голема чест русите. И наредија сите македонки, што знаат македонски јазик, да седнат на другата страна. Батальон ќе сформират македонски. Во Лефортовска, Бутирка, ова сите затвори ги поминав. Од почетокот многу лошо се понаша. После свати и тие, отидоа во Ташкент, прашуваа кој сме, шо сме, како сме. После почна тој да вика Верочка. Еден ден, овој следовател грк беше, ми вика леле, Вера, вика шо бре му вика имаше филм и те гледав и тебе, вика, во униформа, како бре, јас се стресам. Јас лично отидов кај Хрушов, лично се обратив кај Хрушов, ние сме македонци, викам комунисти, сакаме во Југославија дојдеме, во Македонија. И после Брежнев ме повика, отидов кај Брежнев, вика зошто не доваѓавте кај нас? Викам јас секој ден доваѓавме, само не пуштеа кај вас, вика. Шо е плен? Грците со војна не избрка, го нападнаа селото. И од кога го нападна селото, од кога избегаме целиот народ, сите на граница дојдеме. И тога грците почнаа да палат кујки. И не собрава на зиса огромно вика. Земите си вика за 3 дена леп. И по 3 дена и говеда и овци све вика соберите. Оствари. Со татко ми, брат ми и јас избегавме. И тоа од истиот ден дојде партизан од селото не ме за помош, бидејќи знаева дека од организацијата дека татко ми беше шлогиран и еднаш ни рекоа да го оставиме, ама ние не сакавме. И дојде партизанчето да ни помогне со намагарето, го качевме на намагаре. Само 2 стари остана, што не можеа да бегат. Друго ништо немаше. И кокошки, мачки што остана живи. Горе војник еден стоеше, ме виде и почна да вика. Јас вика и не знам када викам, не знае фубо македонски, ние другше збореме. И кучината ми се загна, ме обиколија, дое војникот ме фати. Јас села у кисло, у снег. И не икам да влезам у караулот. Ме викат војниците, тие капетани шо беа официри, ајде другар ке влези. Ја не ми студе, стоја натур. И дојде еден по српски ми вика, ајде
партизанко. Уđi unutra, ne se boji, nije sme Titova vojska i mi to je sloboda. Ja мислев ко фашистите. Дојдоа камионите, не собраа, не донесо во Битола пак надвор. Еден ден во Битола, друг ден една вечер. После не зема, па не однесо во Прилеп, од Прилеп беме во едни бараки тамо во Брилово. После од Брилово напака Штип. Од Љубојна со камион не зема, не носат во Ресен, го поминавме, знаеш, поминуваме за Ресен го не носе и деца се берат и викат егејци, ние прв пат тој збор егејци, а не знаевме дека нас не викат егејци.